Дали се точни резултатите од тестовите за коронавирус кои ги спроведува Министерството за здравство? Ова прашање се поставува откако градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски пред една недела на тестирање од Центарот за јавно здравје беше позитивен на COVID-19. За сега по тестови направени во 2 приватни лаборатории да биде негативен на коронавирусот. Алфа стапи во контакт со првиот човек на Куманово. Тој вели државата треба да си ги провери тестовите, бидејќи нејасно е како нивни да покажуваат едни резултати, а оние на приватните лаборатории други. Сакам да ве информирам и вас и јавноста дека заедно со сопругата, почитувајќи ги сите безбедносни протоколи и процедури, направивме тестирање на COVID-19 на сопствена сметка во неколку релевантни лаборатории во државата. Воедно претходно и тестирање од страна на ЦЈ за Куманово на сите членови од моето семејство. Сите тестови се негативни. Димитриевски веќе писмено побарал од епидемиолошката служба при Центарот за јавно здравје Куманово да ги разгледа резултатите од тестирањата, доколку е потребно да се направи повторен тест и подитно да достават барање за укинување на решенијата за самоизолација, како за него и неговото семејство, така и за сите негови контакти кои биле посочени во епидемиолошката анкета. Се надевам дека моето барање ќе биде итно разгледано и реализирано во рамки на процедурите, бидејќи покрај негативните тестови здравствената состојба на мене и семејството е добра и не постојат никакви симптоми ниту показатели на инфекција од COVID-19 со цел да се вратам на секојдневните работни обврски и заедно со мојот тим во општинскиот штаб за заштита и спасување да продолжам со борбата против епидемијата во нашиот град и државата. Покрај Димитриевски и раководителот на регионалниот центар за управување со кризи Горан Стојановски, кој е член на Кумановскиот кризен штаб, тврди дека е негативен на COVID-19. Од подамна во јавноста постојат сомнежи дека Куманово е жртва на внатрешпартиска битка во владачката СДСМ. Тие стана уште поголеми, бидејќи владата не ги прифаќа барањата на општинскиот кризен штаб за карантин на градот. Откако тестот на Димитриевски стана негативен, бура реакции има на социјалните мрежи. Аналитичарот Александар Пандов се сомнева дека власта вака се справува со политичките непријатели. Верувам и во најтоталитарните режими не им текнало сега своите политички непријатели да ги елиминираат со тоа што човекот ќе го прогласат за позитивен на корона и го пикаат 2 недели во домашен притвор, која тие ја нарекуваат самоизолација. За некакви дворски игри обвинуваше токму и Димитриевски. Вели дека страшно се лажало од лица кои не смеат да го прават тоа во овие моменти, бидејќи одговараат за здравјето на сите граѓани. На Facebook реагираше и аналитичарот Ивор Мицковски. Вели станува се поочигледно дека некој од властите опасно лажал и вели дека ова не покажува ништо добро за состојбата во СДСМ и уште помалку за лидерскиот врв на партијата.